Така, благодарам. Она што нормално следи, како што кажав и на старт, е да го представиме и предизвикот за кој што толку многу зборуваме. Верувам дека ќе се сложи и следниот говорник Виктор Митевски, дека секогаш кога работиме и на истражувања во ЗМАј, во фокус ни е како тие истражувања ќе бидат искористени. Пред да го најавам Виктор, би сакала да го извинам директорот Коста Петров за тоа што сепак ќе мора да се посвети на работата, веројатно и во ова време дигитализацијата не може да чека, така што ќе го извиниме во моментов, а ние ќе продолжиме со деталите околу предизвикот и делот посветен на техничката спецификација. Виктор, зашто поточно се работи, што ќе треба да направат оние кои што се пријавија на предизвикот и како ќе го одбираме победникот на истиот, кој што ќе го спроведе ова решение, кое што дефинитивно сите се сложивме дека е навистина важно. Повели. Благодарам Јована за најавата, благодарам на сите за присуството. Уште еднаш во името на ЗМАј да се заблагодариме на Фондот за иновации за отвореноста и подготвеноста да го поддржи овој предизвик. Се надеваме дека и во иднина ќе спроведуваме вакви активности. Пред да почнам со одговор на твоето прашање, Јована, само сакам еден технички детал да споделам со сите. Од практични причини и од причина што сакаме да бидеме што е можно поотворени и потранспарентни кон процесот, од овој момент ја снимаме оваа сесија, се со цел подоцна да ја споделиме јавно за сите оние кои што не се во можност да не следат денеска и да бидат со нас, да можат подоцна да се информираат за сите работи кои што се поврзани со предизвикот. Ќе се надоврзам на тоа што Коста го кажуваше, навистина е интересен моментот во кој што се создава оваа алатка, односно оваа платформа, имајќи предвид дека токму Фондот за иновации со UNDP го имаат проектот за дигитализација и всушност тој проект навистина го гледаме како комплементарен проект на ова што ние го правиме. Значи, заеднички можеме сите да допринесеме не само за дигитализација на алатките за отчетност, транспарентност, вклученост на граѓаните, туку и за дигитализација на целокупните процеси во рамки на самите општини, односно локалната самоуправа генерално во Македонија. Како што кажа Гора на почетокот и Јована, ова е една активност од еден поголем проект кој што трае 2 години и го спроведуваме во иницијално беше да го спроведеме само во 4 пилот општини, но благодарение на слухот и отвореноста на нашиот шведски партнер се решивме дека всушност ќе бидеме малце поамбициозни и од само пилот општините 4 со кои што се работуваме, 4 општини се Гостивар, Валандово, Карпош и Штип. Еве јавно да се заблагодариме за одличната соработка во изминатите 10 месеци со нив. Се договоривме и се решивме да го прошириме на сите 80 општини во Македонија. Тоа што сакам да го кажам на самиот почеток е всушност што бараме од овој предизвик и зошто се одлучивме за предизвик. Се одлучивме за предизвик затоа што прво условите не дозволуваат да направиме физички хакатон, а второ се работи за малце покомплицирано решение кое што можеби ќе бара и поголеми ресурси и ограничувањата кои што ги имаше хакатонот само ќе намалеше креативноста и отвореноста на тимовите да размислуваат надвор од кутијата, како што кажуваме. Така што овозможуваме во моментов со овој предизвик на тимовите кои што ќе се решат да бидат дел од него, да работат во своите сопствени канцеларии или пак од своите домови, онака како што се прилагодиле и функционираат во овој вонреден период. Сега што очекуваме од тимовите? Очекуваме интерактивно мултимедијално решение, платформа, веб платформа, која што ќе, како што кажавме и претходно, ќе ги опфати 4 принципи на отвореноста на општините, односно транспарентност, отчетност, еднаквост и вклученост. Платформата ќе содржи, треба да содржи, односно концептот на платформата ќе содржи 3 основни елементи. Првиот елемент е визуализација со интерактивно представување
и прикажување на сите единици на локална самоуправа, односно на сите општини и нивните генерални информации, односно генерали за самата општина. Дополнително, на самиот профил на секоја општина можеме конкретно да кажеме, ќе има информации кои што ќе прикажуваат веќе достапни отворени податоци од типот на податоци од отворен трезор, податоци од Бирото за јавни набавки и сите оние бази на податоци кои се јавно достапни и може да се врзат со некаква база. Односно, ќе обезбедиме начин да на едно место за секоја од општините сите јавно достапни информации бидат прикажани на тој профил. Вториот аспект од платформата ќе биде, ние нарекуваме социјална мрежа, но де факто не е класична социјална мрежа. Кажуваме социјална мрежа за да биде полесно разбирлива. Тоа ќе биде всушност пред се позадинска улога на овој сајт, каде што секоја општина ќе има назначено административно лице кое што всушност ќе има можност да ги користи алатките кои што треба вие како учесници на предизвикот да ги развиете, а тие алатки да бидат во функција на вклучување на граѓаните во процесот на планирање и известување за реализацијата на буџетите. Тука зборуваме за алатки, за анкети, за формулари за консултации, форуми, како што каже и директорот на фондот, давање на одредени предлози, може би да се размислува и во насока на дигитализирање на огласната табла на општината, дигитално представување и објавување, секако дел од општините објавуваат јавното гласило, но преку иновативни алатки да може целиот овој процес да биде всушност дигитализиран. Основната цел на овој дел од платформата ќе биде всушност да можат самите општини да ја користат платформата за соработка и вклучување на граѓаните, но истовремено тие алатки да бидат лесно преносливи, односно да може да се ембедираат на страната на самата општина. Значи и самите граѓани да имаат можност да ја користат алатката, но не ексклузивно на платформата Отворени општини, туку да можат да ја користат и на самата платформа. Нормално тоа ќе зависи и од волјата на општините, а на крај ќе ви кажам и како всушност ќе ги поттикнеме општините да ги користат овие алатки. И последниот трет аспект е всушност тоа за кое што сакам да зборувам подоцна, но еве сега ќе го кажам. Имајте предвид дека следна активност во проектот е изготвување на индекс за отвореност на општините. Сега сакаме да искористиме оваа платформа не само да го представиме, односно да ги представиме сознанијата од индексот за секоја од општините, туку и да го спроведеме индексот. Така што овој дел ќе биде наш дел, односно дел кој што ќе треба да го користи пред се Змај, за да го мери степенот на отвореност, односно отвореност на општините, односно да се измерат 4 принципи за кои што се всушност залагаме и со овој проект. Тоа значи дека третиот дел од оваа платформа ќе треба да биде на некој начин решение со кое што ќе се овозможи оценување на отвореноста на општините од страна на независни истражувачи од Змај. Потоа ќе им се даде можност на административните служби или пак знанијата кои што ги дале експертите и потоа да може во форма на прашалник да се достава, да се направи сабмит на оценките, а во позадина самиот софтвер да пресмета вредноста на индексот. Истовремено сакаме да направиме алатки со кои што автоматски ќе се визуализираат одредени елементи. Првиот елемент е граѓанскиот буџет.
Во моментов сме во преговори со со компанија која што може да ни го овозможи тоа, односно поврзување со таа база, но дополнително Open Finance и страната на Министерството за финансии и отворениот трезор ни овозможува да ги имаме тие податоци, што значи дека ќе имаме можност и без инпутот од општините да направиме граѓански буџети, што значи дека преку читање автоматско на податоците од тие бази да има можност да се представи визуелно некаков документ, односно граѓански буџет за секоја од општините. Нормално ова ќе треба да биде стандардизирано за сите општини, односно сите тие да изгледаат исто. Дополнително, иста оваа визуализација ќе биде потребна и за самиот индекс. Или како дел од профилот на општината, или како засебен таб на самата страница, тоа ќе зависи од вас како вие ќе го видите попрактично решението. Секако вклучување на геймификација, едноставно работење од страна на бекенд, односно административниот пристап, можноста за најавување, ширење на мрежата на админи од страна на Змај и на самите општини да биде исто така како опција, се елементи кои што ќе нормално даваат дополнителни поени за решенијата кои што ќе бидат предложени. Змај ќе биде корисник на оваа платформа и ќе ја користи пред се тука локално во Македонија, но имајќи го капацитетот и амбициите на Центарот за локална демократија од Шведска, можеби ќе имаме можност оваа платформа да ја расшириме и низ партнерските земји, односно партнерските општини, каде што ИЦЛД имаат своји активности. До сега Горан и Јована веќе начално кажа дел од агендата, но ќе сакам подетално само да поминам оваа агенда за која што зборуваме денеска. Значи 14.12. понеделник, со почеток во 10 часот имаме онлайн киков. На тој онлайн киков, всушност сите оние компании кои што ќе бидат пријавени и ќе бидат учесници на овој предизвик, подетално ќе се запознаат со техничките детали за спроведување на предизвикот, ќе се запознаат со менторите, ќе дадеме насоки за динамиката на комуникација и начинот на кој што ќе комуницираме меѓусебно, и тука всушност официјално и ќе го отпочнеме хакатонот со цел да имате доволно време, односно 4 дена да развиете демо верзија и презентација за таа демо верзија. Во текот на тие 4 дена ќе се обидеме да направиме онлайн сесија веќе следниот ден заедно со општините со кои што работиме, односно представници на општините со кои што работиме, се со цел од прва рака да слушнете кои се потребите на општините. Значи, ние ќе ви дадеме нормално доволно податоци за да можете да работите, но друго е кога ќе видите всушност од прва рака оние кои што секојдневно се среќаваат со овие предизвици, да можат да ги всушност да ги презентираат нивните потреби и барања. Имајте предвид дека во текот на предизвикот ќе има 2 сесии, ги нарекуваме pre-pitching сесии. Едната ќе биде попладнето во вторник, односно еден ден и половина после отпочнувањето на предизвикот, а втората ќе биде во четврток на 17.12. сабајлето, односно 12 часа пред крајот на предизвикот. Зошто ги правиме овие pre-pitching сесии? Со цел да можете вие како тимови да ни го презентирате решението и ние да бидеме во можност да ви дадеме насоки или пак да ви дадеме идеи како можете да го подобрите или во која насока да се движите понатаму. Онлайн питчингот, односно презентирањето на демо решенијата, ќе биде на 18.12. со почеток од 14 или 15 часот. Се уште чекаме потврда од партнерите од Шведска, но по се изгледа ќе биде 14 часот. Се со цел да можеме да ги завршиме до 16.30, со цел во 16.30 на 18 да го прогласиме победникот на предизвикот.
Толку околу предизвикот. Наградата, како што знаете, е 500.000 денари, ќе се додели на еден победник, на една компанија која што ќе понуди најдобро решение, и средствата кои што ќе се добијат може да бидат користени за, односно треба да бидат искористени за целосно развивање на решението. Тимовите ќе имаат 3 месеци, тимот кој што ќе победи ќе има 3 месеци да го развие решението, 1 месец за тестирање, за некаде во мај месец да можеме заедно со првите сознанија од индексот да ја промовираме и самата платформа. Исто така важно е да се каже дека сите учесници ќе имаат многу голема предност доколку понудат демо решение или некакво кликабилно решение на крајот на предизвикот, но во четврток во 23:59 од вас ќе се бара доставување на презентација. Презентација со одреден број на слайдови, тие детали ќе ги споделиме кога ќе пред почетокот на предизвикот, нормално со учесниците на предизвикот. Секако, во презентациите одлично ќе биде, пожелно ќе биде, треба да има линк до самата алатка. Зошто го правиме тоа така? За да им дадеме можност на жири комисијата, односно оние кои што ќе одлучуваат за конечното решение, да имаат доволно време да ги видат презентациите, да ги видат демо решенијата и на крајот, додека трае презентацијата, да можат да дадат што е можно пообјективна оценка. Веќе кога го спомнав жирито, сакам да ви најавам, односно да ви го објаснам и презентирам начинот на кој што ќе го избереме, победникот на овој предизвик. Поделени сме во 4 групи. 4 групи се состојат сега за сега, можеби ќе бидеме 5. 4 групи, односно 4 оценки се следниве. Првата оценка ја дава кор тимот на Змај, односно кор тимот на проектот. Тоа се вкупно 4 оценки кои што ќе формираат една оценка. Втората оценка ја даваат менторите. Сите ментори кои што ќе бидат вклучени во предизвикот ќе имаат можност да дадат индивидуална оценка, а на крајот таа ќе се сумира и ќе биде една оценка, односно ќе има 25% од крајната оценка. Третиот аспект се граѓанските организации кои што работат и функционираат во Македонија и ги опфаќаат темата на јавни финансии и добро управување. Нормално истиот принцип го гледаме и кај нив. Повеќе представници од невладиниот сектор даваат една заедничка оценка на крајот. Секој од нив индивидуално оценува, потоа се собира оценка. И финалната четврта оценка ќе дојде од самите пилот општини, 4 представници на 4 општини кои што се дел од овој проект ќе го оценат решението и нормално тие оценки на крај ќе бидат сумирани. Петата можна оценка е представник на шведскиот институт Центар за локална демократија. Имајќи предвид дека се поклопуваме со голем глобален нивен настан истиот тој ден, работиме на расчистување на деталите, дали ќе имаме представник од институтот или од центарот или не. Секое решение ќе биде оценето според 7 критериуми. Првиот критериум е иновативност на идејата, односно на идејното решение, кое што ќе има тежина од 10%. Иновативност не значи инвентивност, значи иновативност значи прилагодување дури и на веќе постоечки алатки на потребите на локалната самоуправа во Македонија. Вториот принцип е усогласеност со целите на предизвикот, кои има тежина од 20% во оценката, односно тука ќе треба да внимавате да ги покриете сите барања кои што се наведени во самиот повик и правилата кои што ќе ги добиете веднаш после оваа инфосесија. Степен на интегрираност, овдека ја цениме интегрираноста на платформата со останатите бази на податоци со кои што ќе треба да се
да се поврзе самата платформа и ќе ги цениме на база на тоа што е можно поавтоматизирана платформа, ќе има многу поголема предност, односно бодови. Овој критериум има 15% тежина во целата оценка. 20% даваме на изводливост на идејното решение, односно колку ова решение кое што ќе го понудите ќе може да биде изреализирано и исполнето во 3 месеци. За оваа цел ќе ви бараме и акциски план во самата презентација, да презентирате акциски план се со цел да видиме дека го разбирате процесот и многу сте ги прилагодиле активностите врз основа на тоа што ви го нудиме како можност. Презентацијата ќе носи 10%, капацитетот на тимот ќе носи 20%. Капацитетот на тимот е многу важен и токму затоа ве охрабруваме да соберете што е можно по-добар, искусен, способен тим кој што ќе биде на ниво на задачата и ќе може да ги исполни бараните цели. Седмиот последен критериум кој што има вредност од 5% од целокупната оценка е еден од аспектите кој што значи еднаквост, односно вклученост на маргинализираните групи, односно решенијата кои што ќе понудат алатки со кои што ќе се надминат пречките, односно ќе се овозможи што е можно поедноставен начин за пристап на маргинализираните групи до платформата, ќе имаат дополнителни поени. Кој може да учествува на предизвикот? На предизвикот може да се пријават правни лица, односно компании, кои што се основани по Законот за трговски друштва и регистрирани во Централниот регистар, а при тоа нема покрената ликвидација или стечај за нив и немаат отпочната постапка за присилно извршување. Што значи дека бараме солвентни компании кои што функционираат, односно ќе можат на крајот на предизвикот да го развијат без проблем решението кое што го бараме. Секој тим може да пријави, секоја компанија може да пријави само еден тим. Ваше е дали ќе работите виртуелно, физички, дали ќе имате 1, 2, 3, 5. Во самата апликација ви бараме 4 минимум членови на тимот да имате, се со цел да видиме дека не се работи за индивидуалци. Во текот на самиот предизвик ќе имате можност да бидете менторирани и насочувани од лица кои имаат искуство и знаење во јавните финансии и од аспект на администрирање, но и од аспект на мониторирање како граѓански организации, но и технички насоки од лица кои што исто така работеле со овие бази на податоци. Меѓу другото, во техничката спецификација и концептот на предизвикот ќе имате долга листа на веќе постоечки решенија. Сакаме да кажеме дека ова не е нешто ново кое што ќе го измислиме. Може би како платформа на едно место која ги нуди сите можности е ново решение, но принципите и основите се исти. Од тука, во документот кој што ќе го споделиме после со вас, ги има една долга листа на веб страни, платформи, од каде што можете да се инспирирате и гледате. Многу важна информација е фактот дека заради ферплей бараме од учесниците на овој предизвик всушност да почнат да работат на решението на 14 во 10 часот и да завршат со неговата работа во 23:59 на 17 во 17 декември. Ограничувањата не постојат во смисла на дека не може да се користат веќе алатки, дека морате вие да ги самите кодирате. Целта ни е да имаме решение кое што ќе биде лесно прилагодливо, но еден од аспектите кои што навистина ќе треба да го имате предвид е одржливоста на платформата. Нашата цел не е да ја направиме платформава само за потребите на овој проект, туку да трае и понатаму. Од тука, имајќи предвид дека Маријам извести дека има тековни обврски на работи, нема да може да го покрие техничкиот дел, ќе пробам од тоа што јас го разбирам и знам да го кажам, а доколку имате дополнителни прашања, во делот после за прашања и одговори ќе можете да ги поставите.
Да се вратам на одржливоста, значи многу ќе биде важно да се развива платформата на отворен софтвер, имајќи предвид дека во моментов ја разгледуваме опцијата за хостинг кој што ќе биде на отворен софтвер. Секако имајте предвид дека доколку се решите да работите на друга платформа, не на отворен софтвер, односно лиценциран софтвер, дека трошоците за лиценцирање ќе треба да бидат пресметани во наградата, односно во 500.000 денари кои што се предвидени за ова решение. Ова е многу важно, се со цел, повторно кажувам, да овозможиме одржливост и долготрајност на оваа платформа. Најчестиот начин со кој што ќе се поврзувате, односно ќе треба да го поврзете решението е со API, со базите кои што веќе постојат, односно ќе треба да најдете начин како преземените информации да ги презентирате соодветно во форматот кој што го бараме. Исто така, многу е важно да имате предвид дека отвореноста на општините не значи само споделување на информации, отвореноста значи и споделување на правилен формат на информации. Од тука, сите податоци кои што ќе се влечат од одредени бази на податоци ќе треба да бидат да има можност да бидат симнувани во отворен формат, што значи дека тоа што ќе се креира на нашата страна и тоа што визуелно ќе се прикаже да може да биде симнато од страна на корисниците на платформата во отворен формат, односно да може понатаму тие да го обработуваат. Крајни корисници на платформата се граѓаните, но за одредени алатки се и самите општини. Од тука имате предвид дека ќе треба да се направи прилагодено решение и за едните и за другите. Ќе зборуваме за ова подетално кога ќе го отпочнеме самиот предизвик, како да ги гледате барањата на граѓаните како на општините, но сепак имајте предвид дека ќе треба да се прилагодуваат содржините врз основа на барањата на крајните корисници. Само да видам дали имам некои други од аспект на безбедност. Во рамки на проектот ќе се изготват и ќе мораме да го почитуваме законот за лични податоци, бидејќи ќе се споделуваат информации на граѓани и информации на самите општини. Од тука ќе треба да имаме високо ниво на безбедност на самата платформа, односно SSL, TLS сертификати посекако ќе треба да се обезбедат на платформата, секако тоа е дел од нашата обврска, но вие треба да размислите како пристапувањето на самата платформа да биде безбедно со лозинки, лозинката да има најмалку 8 карактери, букви, бројки и така натаму, специјални знаци. Значи ова се детали кои што, пак ќе кажам, ги содржи техничката спецификација која што ќе имате можност да ја видите целосно по завршување на овој предизвик, но еве да ги напоменам оние податоци кои мислам дека треба да бидат споделени со јавноста. Гарантниот период, односно рокот во кој што победничкото решение ќе треба да биде да има одржување од страна на оние кои што, односно поддршка од страна на победникот е 12 месеци, односно овој период треба да опфати превентивно и интервентно одржување на самата платформа за првите 12 месеци од нејзиното правење. Сега во техничко Се имитираше? Ако ќе има повеќе детали за тоа како ќе се спроведува и техничкото решение. Јас тука би завршил за да имаме што е можно повеќе простор за прашања и одговори. Така, ни останува на крајот простор, како што најави и Виктор, за прашања. Може да ги поставувате директно, да се пријавите, или може да ги напишете во чета, јас да ги прочитам и да ги
поставам за вас, со тоа што приоритетни ќе бидат оние кои што се веќе запишани во чет собата, така што почнете да пишувате прашања, ќе ги одговориме. Имајте на ум дека дополнително сите податоци кои што сега Виктор ги спомна, ќе ги добиете и во пишана форма, така што ќе може да ја видите и во детали техничката спецификација. Во однос на тоа, нели, поставувајте прашања, меѓутоа не мора да се повториме за некои работи, заради тоа што ќе ги имате веќе напишани штом ќе заврши овој состанок, па и на почетокот на предизвикот. Дали некој има прашања? Добро, Ивица Пишовски се пријави, повелете. Вака ли да го напишам? Може така? Може и вака, да. Океј. Пак имав неколку прашања, голем дел од нив ми одговоривте во текот на презентацијата, фала ви за тоа. Ми остана неразјаснати две. Дали има лимит во изборот на технологиите, освен ова што го кажавте дека доколку има лицензиран софтвер, треба да се плати од делот од сумата од наградата. Така да претпоставам дека други лимитации во делот на избор на софтвер што ќе се користи нема, претпоставам, така? Океј, супер. И уште едно е во каков формат треба да биде предадено решението. Овде зборнавте дека на денот на презентацијата треба да имаме подготвена презентација, што значи дека не треба да имаме техничко решение. Ама спомнавте дека и пожелно е да имаме апликација што треба да се клика. Пожелно е или задолжително е? Тоа ми остана јасно. Сватете го како задолжително, ама ние велиме пожелно, затоа што секој тим одлучува на кој начин ќе му пристапи на предизвикот. Значи, во делот на изводливост на решение, доколку вие немате реално некаква демо верзија на тоа решение, дури, знаете, не мора да биде фул решението развиено. Доволно е да добиеме идеја, да можеме да кликнеме, да видиме која ви е замислата, да видиме дека навистина го разбирате и разбирате потребите на решението и тоа што сакаме да го видиме. Така што презентацијата треба да биде во функција на демо решението. Значи сакаме да видиме кликабилно решение кое што ќе ни го презентирате заедно со презентацијата на 18-ти, кога ќе бидат презентирани сите решенија. Нормално, повторно кажувам, не треба тоа да биде финално решение. Потоа ќе имате 3 месеци, а ако сте победник, ќе имате 3 месеци да го развиете така како што треба. За потребите на демо верзијата ќе можете да користите и не мора да ги користите вистинските податоци. Доволно е да покажете и со некакви нами варијабли да ни ги покажете, независно дали се точни или неточни податоците. Значи, од тоа демо што го бараме да видиме јасно дека сте ги разбрале целите и концептот на предизвикот. Така, Ивица, дали имате вие можеби уште некое прашање или подпрашање или да продолжиме? Тоа е тоа? Па имам уште едно, ако не е проблем. Ајде. Не е проблем, слободно. Зборавте дека во поглед на fair play треба да почнат сите со работа на 14. Дали има некој начин на кој што тоа го контролирате? Што ме спречува мене да почнем уште денеска со работа? Информациите кои што ќе се дадат за време на киков презентацијата. Значи, реално во моментов ќе ги имате генералните, она што ќе биде објавено на крајов на ова сесија, ќе бидат генерали за самиот концепт. Нема да ги имате деталите кои што всушност ќе ви помогнат понатаму да работите. Фала ви многу. Што? Фала многу на прашањата. Мислам дека веројатно одговоривме и некои од прашањата што ги имали и другите учесници. Дали имаме уште некоја прашања во чет? Не гледам дека е поставено некоја до сега, меѓутоа можете да се пријавите за збор или да ни поставите прашање. Ако сме толку добри седа, еве веќе едно. Во која фаза на изработката и тестирањето на порталот ќе бидат вклучени директно граѓаните кои се наведени како крајни корисници, за да може и самите граѓани да се произнесат колку овој портал ќе ги задоволи нивните потреби и предизвици? Предпоставувам дека односно прашањето предпоставува дека граѓаните ќе бидат вклучени
па можеби би го дополнила прво дали ќе бидат вклучени граѓаните, а понатаму и во која фаза би биле вклучени за да го тестираат решението. Виктор? Вака, значи фала, благодариме за прашањето. Причината за која што ги вклучуваме граѓанските организации е всушност вклучување на граѓаните. Граѓанските организации се оние кои што на терен и секојдневно се среќаваат со граѓаните и јасно ги знаат потребите на истите. Од тука, вклучувањето на ментори од граѓанскиот сектор во процесот на менторирање и градење на решенијата ќе биде еден од клучните елементи. Тоа е првиот елемент. Вториот елемент е нашето досегашно истражување кое што го направивме со 4 општини, каде што имаме јасни сознанија кои што ќе бидат презентирани меѓу другото и на таа инфосесија за учесниците кога ќе бидеме со општините. Така што информациите за граѓаните, информациите за искуствата на општините во работа и соработка со граѓаните, морам да кажам дека 4 општини со кои што работиме на вистина употребуваат и имаат напредна транспарентност и вклученост на граѓаните во нивните општини и од тука ќе има многу добар фидбек од нивна страна, односно информации кои што на вистина ќе ви помогнат во процесот. Се надам дека го одговоривме прашањето. Благодарам, Виктор. Тука само би додала дека граѓанските организации ќе доаѓаат и од областа на финансиите, меѓутоа и од ќе има и организации кои работат со општините и доста се запознаени со финансиската писменост на граѓаните, меѓутоа и со она што значи работа во секоја општина засебно, затоа што факт е дека во Македонија има огромни разлики од една до друга општина, па се надеваме дека ќе ги надминеме со ова решение. Да, само да додадам дека покрај националните, односно оние организации кои што функционираат на национално ниво, во проектот досега веќе се вклучени локални активистички организации кои што баш буквално на терен секојдневно работат со граѓани или застапуваат ставови на одредени граѓански групи. Така што нивниот став исто така ќе биде дел од оценката на решенијата на крајот. Ти благодарам, Виктор, за одговорите и за прашањата. Уште еднаш ќе прашам, Еве. Имаме, значи, од Риста. Јас сакам само да изразам огромна почит за ЗМАј како една од најкредибилните истражувачки издруженија и топло ги поздравувам сите ваши настани, вклучувајќи го и денешниот. Благодарам до Риста. Сакам да кажам дека не го нарачавме овој коментар и многу ни значи ваква убава пофалба од страна на некој кој ги следи нашите настани. Ако се тие прашањата, благодарам и за прашањата и за пофалбите. Искрено се надевам дека ќе го реализираме успешно предизвикот и дека на крајот од денот ќе имаме нешто успешно со што и ние и победникот ќе се гордее во иднина дека го создал и дека еве го користат општините и ги подобруваме на некој начин чекор по чекор нивните услугите што ги даваат кон граѓаните. Само ако нема друго прашање, добра. Виктор, ти имаш прашање? Немам прашање, само имам информација во однос на пријавувањето. Значи, уште еднаш е важно да напоменеме дека пријавувањето трае заклучно со 10 декември, крајот на денот. Пријавата е премногу едноставна, давате некои генерални информации за вас, за вашиот тим. Се со цел да имаме некакви информации за сите заинтересирани компании кои што ќе учествуваат на овој предизвик. Најголемиот канал преку кој што во моментов ја информираме јавноста е Facebook, така што ве молиме следете го Facebook профилот на ЗМАј се со цел да имате навремени информации. Во изработка сме, веќе требаше да биде готов новиот сајт на ЗМАј, но се надеваме дека пред почетокот на предизвикот ќе имаме готово решение, но сите линкови, сите информации и документот за кој што зборуваме денеска ќе бидат објавувани сега за сега на Facebook страната. Во моментот кога ќе имаме готово решение на нашата веб страна, ќе почнеме да ја користиме и
веб страната на Змај. Секако следете ги медиумите, порталите, каде што во континуитет до 10 ќе бидеме присутни и сите информации кои што ќе ги имаме, ќе гледаме да ги споделуваме транспарентно, се со цел да сите заинтересирани страни бидат подеднакво информирани за сите детали околу предизвикот. Така, благодарам, Виктор. Тие се прашањата кои што ги имавме. Одлично завршува оваа сесија со информацијата дека имате време последните 6 дена да го составите тимот и верувам дека ќе ви бидат потребни 6 дена за тоа што, како што веќе кажа и Виктор, ќе се цени квалитетот на самиот тим кој што ќе работи на оваа апликација и платформа. Ви посакувам среќа и во создавањето на тимот, пријавете се на 10, потоа ви посакувам среќа во реализацијата на решението и во тоа како ќе го презентирате, а само еден ќе биде победник, ама се надевам дека ова нема да биде, ќе биде само еден од првите хакатони и предизвици кои ги организираме како Змај, а дека во иднина ќе има уште многу на кои ќе може да се пријавите. Ви благодарам што бевте со нас 50 минути точно. Поздрав! Чао на сите! Чао!